Над 50% од луѓето умираат поради кардиоваскуларни или циркуларни проблеми и рак. Стои во најновите податоци на Евростат. Најмалку смртни случаи, 23% од овие причини има во Данска, а најмногу 66% во Бугарија, прецизира истата статистика. Во оваа црна статистика, Македонија е помеѓу најдобрите и најлошите, но за жал многу поблиску до лошите. Најзастапена причина за смрт во нашата земја се болестите на циркулаторниот систем, 51,8%, неоплазмите со 18,6% и некласифицираните со 10,7%. Иако воглавно е познато, сепак што ова значи и зошто толку многу се умира од циркулаторни причини. Кардиоваскуларните заболувања се толку масовен убиец, ако можем да кажем, заради тоа што прво се распространети, нели, заради тоа што во настанувањето на кардиоваскуларните заболувања тоа е еден комплексен механизам во кој што удел имаат, значи, генетската предиспозиција, начинот на живот, начинот на исхрана, потоа кога веќе ќе се диагностицираат нашето население, голем дел од нашето население тешко се контролира заради тоа што тоа се вика неадхерентност кон терапијата, односно нередовно користење, нели, на лековите. Тука спаѓа, значи, високиот крвен притисок, високиот холестерол, високите триглицериди и често придружните заболувања како дијабетот или покачениот шекер во крвта. Во оваа анализа има и исклучуци, а тоа се Данска, Ирска, Франција и Холандија, каде главен смртен непријател е ракот. Аналогно на напред споменатите истражувања, најголема смртност во Европската Унија има Бугарија со 1631 смртен случај на 100.000 жители, а по неа следуваат Романија со 1488, Летонија 1485, Унгарија 1470 на 100.000 жители и така натаму. Од друга страна, најмала стапка на смртност во Европската Унија има Франција 838, Шпанија 844, Италија 875, Луксембург 911 и Шведска 916 смртни случаи на 100.000 жители.